некаде пред крајот на летото, кога веќе сите се прибравме, бевме изложени многу на сонце, решивме да прашаме стручно лице како да се грижиме за нашата кожа. Се разбира, веројатно треба да превземеме нешто во овој преоден период есенски и веројатно дека советите ќе ги добиеме нормално од прва рака, во тоа сме сигурни, така што за таа цел и на оваа тема ќе зборуваме со докторот Вангел Битоњану, дерматовенеролог. Добро ни дојде и добро утро. И добро утро на вас и на сите гледачи на Телма телевизија. Благодариме за одвоеното време и би сакале нели на старт со она што е актуелно. Верувам дека актуелно е да прашаме што после сончањето, изложувањето на сонце, каде што имавме јако сонце, а сега имаме нели полека, но сигурно и сме повеќе облечени и помалку сме изложени на сонце. Па можам да кажам се уште е јако сонцето за овој период од годината. Имавме период доста интензивен од 2 месеци со екстремно висок УВ индекс, дури во овој предел на Европа, вклучувајќи и Македонија, Светската здравствена организација за прв пат, ова како куриозитет да им го кажам на гледачите, донесе 1 степен повисоко, значи да знаат колку е опасно сонцето, значи веќе нема УВ9 да е највисоко, него го донесува УВ10+, што значи дека е радиацијата, пошто сончевото зрачење е буквално преведено во народски, да кажеме, значи е зрачење на телото, горење на телото, тоа значи зрачење како да идеме, не дај Боже, на радиотерапија. Значи истите зраци се применува така да е доста сериозно и доста ја оштетува кожата. И веројатно препораките на сите дерматолози се и кога не сте на плажа да се со заштитна крема. Апсолутно. Многу често добивам одговори, например ќе дојдат на преглед, ќе им речам имате бемка која што не е добра, треба да се следи, треба да се извади, да се отстрани, која што веќе можда преоѓа, не дај Боже, во некој канцер и така натаму. Они ми викаат, ама не сум бил на одмор 2 години. Значи не значи дека кога идете на одмор дека сте само изложени на сонце, изложени сме 24 сати и кога сме во Скопје, или кога е во 24 сати. Периодот на дневната светлина, значи во периодот на јули и на август, тоа почнува негде од 5 саца, бале па до 8:30 навечер во кола, одење од работа до дома и обратно и така натаму, така да цело време сме изложени на сонце. И важи препораката дека и кога не сме, и кога е јако сонцето и високи температури, дефинитивно. Значи кога не сме лицето посебно и овие делови кои што не се тие се така наречени фотоекспонирани или делови кои што се цело време изложени на сонце, тоа се лице, раце. Особено морам да истакнам еден факт кој што е многу интересен и кој што правам една студија баш во мојата ординација кај жени. Во летниот период има зголемен процент на појавување на диспластични или променети бемки кои што идат према малигни или канцер веќе на кожа во делот на стапалата, заради тоа што носат сандали и тој дел не им е заштитен и они фактички 2 месеци се цело време изложени на сонце. Тој дел им е изложен на сонце, а не им е заштитен. Така да тука, поготово на сводот на стапалото, тука најчесто се јавуваат и помеѓу прстите на нозете се јавуваат промени. И оштетување на кожата. Каде што постојано било покриено, нели, тој дел од телото, али во текот на летото е откриено. Во текот на летото, екстремно на сонце. Разлика од нас мажите кои што носиме, нели еспадрили или се тоа и така на тоа, али се сепак затворени, не се затворени, Има некаков третман кој што треба да го направиме, односно како да се приспособиме кожава сега после сонце, нешто треба ли да се мачка ако нема потреба или како да се третира? Препораките се после завршувањето на овие топли месеци, после септември да кажеме, да се дојде на дерматолог, да се направи прво еден целосен преглед. Целосниот преглед се состои и од визуелен преглед, значи да се види каква е кожата, во каква состојба е, дали е добра, дали е оштетена, дали е дехидрирана и така натаму. Доколку е дехидрирана, им препорачуваме специјални лосиони, начин на хидрирање на кожата, да се им даваме совети да пијат повеќе течности, пошто водата како за другите органи на телото е битна и за кожата. Без вода нели не се само кремите кои што треба да хидрираат, начинот на искрана, повеќе овошји и така натаму. И да се направи така наречен дермоскопски преглед, значи тоа е преглед со помош на еден рачен
народски преведено микроскоп со кој што се гледаат промените на бемките, за да се види дали се бемките во ред, дали се зголемени или дали веќе од нив настанало нешто кое што не треба да биде на кожата, односно дали се менува во малигна, ние тоа го викаме дисплазија, тоа е превод од бенигно, значи од добар тумор во така наречен, луѓето го викаат лош тумор малиген. Тоа е диспластичен. И во таа фаза значи се препорачува отстранување на истото по хируршки пат. Годишно еднаш е препорачливо да се прави? Два пати на 6 Два месеци, пати? да. Значи после летото и веројатно пред летото. Да. Дома може сам преглед да се направи, може, освен визуелно ако има нешто плюс... Може на некои делови визуелно... Болки не може да почувствува? Болки не, но промени да. А што ако да речеме, народски кажано, раскрвари бемка, нели ја оштети, ја Тоа не треба да се подкачи влаша, пошто со механичко сега да не биде секојдневно раскрвувањето, но еднашка два пати ако се случи во текот на не знам, на 5-10 години не е страшно, пошто механичкото повредување на бемките не доведуваат до промена од бенигни во малигни, во малигни бемки или канцери. Единствено нешто кое што единствени нешта кои што влијаат врз тоа се сонцето, како број 1, негде околу 90%, хормоните, тоа најчесто во текот на бременост кај жените, и тука нормално се следи и она наследност, значи дали во фамилијата имало некој предходно, кој што знаеме, пошто од предходните генерации, баби, прадедовци и така натаму, никој не знае од кој што бил болен, но овие последни генерации татковци, баби, знаеме од прилика. Така да, тоа сакав да ви кажам, промените може да се видат со око, тоа треба секој човек да знае дека постојат пет фактори кои што треба да се ги пазат на бемките, значи тоа се промена во симетријата на самата бемка, промена во бојата, значи нагло ако стане црна, промена во големината, значи од мала, од еднаш ќе ја гледаш дека се зголемила, нејзино крварење и нејзино растење во надниво на кожа. Значи од бемка која што е рамна да дојде до растење над ниво на кожа. И сега, нели, убаво е вака, препораките важат два пати годишно, но сите некако сме во динамично живење. Не секој има време за нешто, ако немаме потреба, нели, тоа се термини, закажувања и така натаму, обврска плюс и зборувам за тоа колку време имаме, не дај Боже, доколку нешто, нели, ни се случува, да си дадеме да речеме некаков простор, до колку време би се развивало тоа Има време, не одат процесите. Да не паничиме дека нели сега ако не идат процесите толку брзо. Да кажеме, можда тој развиток од бенигно во малигно му треба негде околу 1 година до 2, 3, 4. Во најчести број на случаи. Сега кај некој на жалост заради паднат имунитет и така натаму може да иде и побрзо, но тоа е видливо пошто е кожа. Мислам треба самиот да си го примети, сега доколку го примети а не се јави, тоа веќе е до самиот човек. Да ја натрешни органи е малце потешко, пошто не гледаме, али ова го гледаме со голо. Сите некако приметуваме, нели, посебно во последлетниот период, дека имаме одредени дополнителни бемки и јас кога вака народски си разговарам, нели, обично разговараме околу, наместо да се консултираме со доктор, велат, тоа се остарење бемки кои што се појавуваат па се губат. Тие такви сте или не се? Тие што се јавуваат остарење... И дали се губат овие бемки од сонцето? Не може да се изгуби. Дали проблем може да направат? Може да направат. Може, баш тие бемки такви, мали, кои што изгледаат, од тие настануваат понатаму проблемите. А овие што викаат старачки, тие веќе треба и години да имаш и така натаму, изгледаат сосема друго. Сосема другше, мислам, не се како овие што ги имаме по телото. Така. Добро, овде морам да завршувам, а уште толку многу прашања имам. Нормално сите не интересира, ова ни е дел од секојдневието, посебно овој период. И сите приметуваме некаква разлика и рековме и сонцето зрачи многу повеќе. Да, и нешто што во светот е алармантно веќе и се внесува и како
како обавезни прегледи, како обавезни консултации после одмори и така натаму. Затоа и сакавме и да им го наметнеме ова како обврска на нашите граѓани, затоа што на вистина зрачењето во последните години е се поголемо и поголемо и појако е морам сонцето. да ве прекинам, на жалост процентот на карциноми на кожа во последните 5 години е негде за 70 до 80% пораснат во Македонија според Уште статистиките нешто беше на сам видено. крај. Младите се поимуни, позаштитени или не станува збор за тоа дека повозрасните мора да одат, а младиве може да? Нема, и млади и стари, значи на нема жалост се возрастна. спушта границата, да. Да. Благодарам многу. Тука Фала и на сме вас, и се разбира со нови прашања во некој следно издание.